Здраво на сите! Поздрав од 9 месец бременост. Ние сме супер и одлично се осеќаме колку што е тоа можно, нели, во овие услови, временски, општествени и други. Денес сакам да ви раскажам за третиот триместар од бременоста, во кој што моментално минувам. Значи, предходно снимив видеа за првиот триместар од бременоста, за вториот. Истите можете да ги најдете овде горе на картичка, доколку кликнете, или доле во описот на видеото, а ќе се обидам да ги ставам и како следни видеа веднаш по завршувањето на ова. Тоа што ќе го прочитате или што ќе го слушнете за искуствата на другите, може да ви отвори малку видици за тоа што може да ве очекува, меѓутоа не го земајте здраво за готово, бидејќи не задолжително мора да важи за вас, сите сме различни и убаво е сама да знаеме дека некои од работите што не се случуваат, им се случуваат и на други жени. Како што знаете од претходните видеа, искуствата со вторава бременост ми беа скоро идентични како со првата бременост, се додека не влегов во 7-миот месец од бременоста. Значи, третото тромесечје е буквално сосема различно од тоа што очекував на база на искуството со ќерка ми. Искрено не се сеќавам баш најбистро на периодот од пред 2 години ова време, затоа што воглавно ми беше многу страф од големото искуство, од пораѓањето, од она што ме очекува. И бидејќи тој период исто така работев од дома заради приватни службени околности, не заради коронава. Значи, работев од дома и почнав буквално да забегувам во workaholizam, бидејќи бележав работни сати, полека во последните 3 месеци од бременоста почнав од некои 4-5 работни сати во денот да поминувам 12 работни сати посветени исклучиво на работа и знам дека тоа ми беше некој психолошки механизам да се занимавам со нешто друго, да не мислам на стравот и на тоа што ме очекува. Меѓутоа, како механизам се покажа функционален и си ја заврши работата, односно ја намали мојата анксиозност. Дури од потреба за дистракција, во тој период многу почесто играв игрици на мобилен, нешто што обично никогаш не го правам. Во тој период одев на јога за трудници, многу бев задоволна од искуството. Како физички, така и психички ми правеше голема разлика и малце ми е криво што заспивав на секој час по јога, меѓутоа тоа се должеше на потребите на телото и на степенот на релаксација што го доживував. Во текот на првата бременост многу често, секојдневно, имав лажни контракции, така наречени Braxton Hicks контракции, ако ги барате на интернет. Станува збор за контракции кои што ги чувствувате, може да бидат страшни, посебно првиот пат кога ќе се случат силно, нели? А сте во поодмината бременост веќе со големо меша, значи стомакот станува цврт како топка и немате болки, немате ништо поврзано со она што, нели, би требало да е симптом на породување. Меѓутоа, една поинаква состојба и сега од оваа перспектива мислам дека тие лажни контракции толку често се должеа пред се на фактот дека заради работата од дома многу време поминував седејќи и тоа седејќи во иста положба. Едно од решенијата за намалување на интензитетот на лажните контракции е менување на положбата во која што се наоѓате. Ако лежите да станете, ако стоите да легнете, да седнете и така натаму. Сега со 2-годишно дете, кое што е многу захтевно, често морам да станувам и да менувам положба затоа што на некој му требам, некој треба да јаде, нешто треба да се земе или да се даде. Секоја лоша страна си има и добра страна, затоа што не можам ни пола саат да поседам раат дома заради малата, ете па немам лажни контракции од друга страна. Друга голема разлика е тоа што во последниот месец ме диагностицира гестацијски диабетес, кој што, фала Богу, има низок просек, што значи дека не сум имала долго време во бременоста и нема директно влијание големо врз плодот.
меѓутоа е присутен и како таков мора да се регулира со внимавање на исхраната, односно со диета пропишана од лекар. И морам да ви кажам, откако се држам до распоредот и до намирниците кои што се пропишани во диетата, многу поретко и поблаго доживувам киселини во стомакот, што иначе ми беа главно обележје на третиот триместар во претходната бременост, значи буквално не можев да јадам. Не станува збор за прописна диета за слабење или нешто, него клучната разлика би било само тоа што е намален внесот на шеќери, посебно на прости шеќери, и тоа што сите оброци се распределени во некоја временска рамка, значи не може да се прејадеме еднаш во денот, па после да не јадеме ништо, него отприлика во 5 до 6 оброци треба да фатиме целата количина на храна рамномерно, што треба да ја внесеме во текот на еден ден. Количината на храна соодветствува со потребите на трудна жена, така што не се усеќам изгладнето. Некогаш, например, би взела малце повеќе чоколадци или сладолед од колку што би било паметно да изедам, нели? Меѓутоа и овие работи се дозволени во умерени количини кои што соодветствуваат на распоредот зададен од доктор. Дефинитивно најчудниот симптом во претходната бременост беше во 9-тиот месец, кога Зара почна некако да ме притиска на некој дел од рветот и тоа резултираше во инстантно закочување на нозете. Не чувствував голема болка како, например, при дискус хернија или други приклаштувања на нерв, меѓутоа, одеднаш нозете не ми беа под моја контрола. Знаев и да подклекнам и ми требаше неколку минути за да почнам пак да можам да ги движам нозете. Откако почна тоа да ми се случува, почна да ми биде многу страф да излегувам надвор сама, затоа што ако ми се случи таа ситуација, да речеме во момент на семафор или на пешачки додека преминувам улица, нели може да биде животот загрозувачка, така што малку престанав да излегувам во тој период и гледав секаде каде што одам да сум со друга возрастна особа која што би можела да ми помогне да ме тргне од сообраќај доколку нели ми се случи таа ситуација. Овој симптом воопшто го немам сега и не само тоа, туку и ред други симптоми, значи многу помалку оттекувам во нозете, имав многу силна манифестација на карпален тунел, односно наутро кога се будев не можев да ги отворам прстите на дланките саат или два после будање. И тоа беше пропратено со болка во рацете, посебно во овој дел на рацете, кај овие три прсти. И таа болка продолжуваше нагоре до надлактицата. Сега најверојатно заради подобрената фит состојба, повторно ќе кажам, заради грижата за мало дете, еднаш не ми се случил, иако си ги чувам сите стигачи за раце и завои за врзување на рацете. Кажав дека многу помалку оттекувам, односно само кога минам многу време во стоечка позиција на едно место, се забележувам мали отоци на нозата, што не беше случај претходно, значи бев цела отечена буквално цел 9 месец и сигурно пола од 8 месец. Меѓутоа, од симптомите кои што нема заобиколија, тука е болката во колковите. Еве веќе трет месец ја чувствувам, посебно после спиење, како нели активност која што бара подолго задржување во една иста позиција. Спиењето е исклучиво на страна и болката во колковите е многу оштра во текот на ноќта и особено нели рано наутро. За облажување на оваа болка користам само перници со кои што ги потпирам деловите на телото кои што се многу истегнати, нели, како колковите, колената и стомакот. Така што да, спијам малку забарикадирана со перници, но сепак тоа е облажувано, не елиминира комплетно оваа болка. Единствено нешто ефикасно, бидејќи не пијам никакви лекови, нели, за ова. Единствено што наоѓам дека е ефикасно е раздвижување рано наутро, што немав можност заради карантинот да го практикувам често, меѓутоа во последниве неколку недели гледам да се симнам барем до продавница да купам лепче или само едно кругче да завртам веднаш по останување. Додека да се вратам дома, сите овие симптоми исчезнуваат.
Тоа би било отприлика се од мене во ова видео. Очекувате ме со нови видеа и наредната недела. Ова ситингот што го гледате зад мене е мојата припрема за болница. Едно од следните видеа кои што ги спремам за вас е буквално пакувањето на моите торби за во болница. Ова го правев минатиот пат само на база на странски видеа што ги имав гледано и бев комплетно неподготвена за она што ми требаше во наша болница и затоа мислам дека е вредно да имате едно вакво видео без разлика каде ќе се пораѓате. Добро е да знаете што носи со себе жена што оди втор пат да се пораѓа во државна клиника. Многу поздрав од мене, од нас и се гледаме во наредното видео. Чао!